Најголемата меѓу многуте други грешки на Карл Маркс во однос на човекот и општеството е неговиот заклучок дека религијата е опиумот на масите. Логиката на Маркс сугерира дека владеачките класи, служејќи се со празноверни суеверија кои ја задоволуваат човековата потреба да верува во виша сила, манипулираат со народот, при тоа поттикнувајќи го да робува за профитот на владеачите и буржуите. За жал, Маркс не е сам во ова негово уверување. Меѓутоа, зарем тој и оние како него не се запрашале зошто воопшто кај човекот постои таа склоност да верува во виша сила? Доколку верата е измислица на владетелите и буржуите, зошто наоѓаме свиденија дека човекот верувал во виша сила уште од најраните негови денови на земјата? Очигледно е дека човекот е склон да верува, бидејќи тоа му е вградено во неговиот генетски склоп. Во таа смисла, човекот е уникатен во животинското царство, што сугерира дека тој навистина е одраз на Господ, а не потомок на мајмунот. Поради релативната краткост на човековиот живот, како и поради генералната ограниченост на човековите способности, човекот е обврзан да верува, и тоа не само во вишата сила, туку и во она што го гледа, слуша и чита. Вербата во погрешното, во лагата, лажните идоли и комунизмот, води до мощни непожелни резултати кои најчесто водат до губење на имотот, саканите, слободата, животот, а во краен случај и до губење на местото во рајот. Човекот бил осуден да талка во маглата на незнаењето и неукоста, да кука и да плаче дека животот е тежок и безмислен, верувајќи во сето она што неговиот ограничен ум му сугерирал дека е вистината, се до доаѓањето на Синот Божји Исус Христос и документирањето на неговото свештенство во Светото Писмо. Објективен поглед на историјата укажува дека Карл Маркс бил апсолутно во грешка во однос на тоа кој кого држи под контрола со верата. Особено тука мислам на единствената вистинска вера, верата во Исус Христос. Вистината е дека оние општества кои го прифатиле христијанството и кои ја разбрале неговата суштина, а тука пред се мислам на општествата на Западна Европа и нивните колонии, успеале да постигнат не само повисок стандард на живот за сите своји припадници, а не само за благородниците и буржуите, туку и за оние со кои стапувале во контакт. Толкувањето на историјата, па и сегашноста преку марксистичката призма, инсистира дека западните општества го постигнале својот економски подем благодарение на плячката и експлоатацијата на сиромавите. Меѓутоа, факт е дека посилните ги експлоатирале и плячкале послабите и посиромашните од памтивек, а за жал таквиот нечовечки однос се уште преовладува во безбожниот свет, но никој од тие општества не ја постигнало благосостојбата на западноевропските христијански општества. Но таа материјална благосостојба на Западот е само секундарен производ на духовната благосостојба која до пред една или две генерации владееше во Западна Европа, а се уште преовладува кај барем половина од жителите на Северна Америка. Таа материјална благосостојба е само одраз на фактот дека овие општества го научиле она што оние кои не се изложиле себе си на вистината на Божјата реч, никогаш не го осознале. А тоа е фактот дека Господ го создал човекот надарен со разум и обременет со одговорност. Надарен со разум за да го разликува доброто од злото, а обременет со одговорност за преку меѓусебната соработка да може да се држи до доброто. И конверсно, дека додржувањето до антиопштествените навики, како крадењето, лажењето, кодошењето, прелюбата, љубомората, поклонувањето пред лажни идоли и отфрлањето на личната одговорност, значи придржување кон злото. Преданието за Авел и Каин не учи дека човекот поседува потенцијал да биде или едното, односно посветен, чесен, миролюбив и дарежлив, или другото, себичен, љубоморен, нечесен и неверен. Од тука, христијанските општества го укинале робството и жртвувањето на луѓе, ја отстраниле плячката како економско уредување и ја замениле со слободниот пазар, и оформиле општествени уредувања каде сите се еднакви пред законот, а старите, инвалидите, сираците и вдовиците се згрижувани од самото друштво. Христијаните разбрале дека помагајќи им на најслабите да станат посилни, целото општество станува постабилно, поздраво и поуспешно. Тие разбрале дека лакомоста, односно непресушната желба за лесниот живот, е најсигурниот пат до пеколот.
Конечно, ваквиот чесен однос кон човекот и општеството придонел до оформување на слободнопазарниот економски систем, кој пред се и над се зависи од меѓусебната доверба. Од историјата учиме дека оние општества кои го отврлиле христијанството се претвориле во пекол на земјата. Затоа нема подобар пример од Русија по револуцијата и сите оние општества кои западнаа под сенката на Советскиот сојуз во втората половина на минатиот век. Таму животот стана безвреден, а меѓусебната соработка заснована на доверба и честност непостоечка. Денес сме сведоци на еден сличен развој на настаните во Западна Европа, каде што генерациите по Втората светска војна се повеќе се оддалечуваат од христијанството и запаѓаат во бездната на безбожието, врачарството, источниот мистицизам и неопаганизмот. Таму гледаме дека правосудството и државниот апарат се повеќе заличуваат на балканските. Гледаме дека народот им дозволува на своите лидери да установуваат секакви дегенерични појави како хомосексуализмот, педофилијата, трансгендеризмот и плячката преку тенденциозното оданочување на заслужните и наградување на незаслужните. Избира представници за лидери кои охрабруваат демографско требење на староседелците и масовни силувања на нивните жени и девојчиња. Зарем би биле можни ваквите појави доколку овие општества се уште беа посветени на верата како во минатото? Зарем би било возможно масовното меѓусебно кодошење кое е документирано во архивите на УДБА, а кое придонесува до секојдневното распродавање на македонските национални интереси, доколку македонецот се уште беше верен на 10 Божји заповеди? Но што е она што го прави христијанството толку потребно за општествен мир, стабилност и благосостојба? Да го одговориме ова прашање со прашање. Што е она што те обврзува да го направиш исправното кога нема последица за правењето на неисправното? Или уште полошо, кога има материјална придобивка во правењето на неисправното? Атеистите велат дека тие просто знаат што е исправно, а што не. И не им треба некој човек кој што живее во облаците да им го објаснува тоа. Но на тој начин тие прават замена на тези и одговараат на прашање кое не е поставено. Прашањето е што те обврзува да го направиш исправното, а не дали знаеш што е исправно. Верата во Господ и во неговиот збор те обврзува да бидеш чесен и праведен во секоја ситуација и до твојот последен здив. Од друга страна, уверението дека нема Господ те охрабрува да се придржуваш до она што тебе ти е најкорисно во тој даден миг. Факт е дека во Македонија од секогаш, а денес и во своевремено христијанскиот запад, оние кои се на управителски позиции, а кои се почесто се безбожници, не чувствуваат никаква обврска да го направат исправното кога тоа ќе значи помала добивка или некаква загуба за нив. Тие не се свесни дека човекот не живее само од леб, туку и од речта Божја. И поради тоа им се предаваат на нивните дарвинистички нагони, притоа заборавајќи дека тие имаат обврска кон Господ, а со тоа и кон своите сонародници. Но не се само управителите виновни за ваквото каиновско однесување. Еднакво виновни се и масите, кои лишени од управението на Господ, се опиваат со дрогата на помодарството, неодговорноста, задоволувањето на телесните нагони и меѓусебното ласкање. Како контратежа на неомарксистичкиот атеизам, врачарството и мистицизмот кои се појавуваат како замена за христијанството помеѓу левицата, а од уверение дека христијанството придонело до распадот на Римското царство, се јавува неопаганизмот кај десницата. Ова е големо недоразбирање. Западното Римско царство пропаднало пред неговите жители и нивните лидери да ја разберат поуката на нивната нова вера. Источното Римско царство, или Византија, пропаднало поради непосветеноста на грчката аристократија кон своите должности и одговорности, и нивната лакомост и самобендисаност. Во Македонија, за оние кои се заинтересирани за повраток кон паганизмот, не е потребно да се оди многу подалеку од придржување до обредите на Македонската православна црква, која е само продолжена рака на србокомунистичкиот режим, наменета да го буни и заведува македонскиот народ кон исполнение на лакомите желби на нашите словенски братучеди од север. Враќањето на паганизмот, односно придржувањето до лажноверието на Македонската православна црква, само ќе продолжи да не носи кон пеколот. Како прво, мора да се држи на ум дека словенскиот паганизам не бил религија на моралност, туку пред се имал карактер на магија.
Тоа било механизам за задоволување на сопствените желби или потреби, или преку намалување или преку умилостување на надприродните сили, со цел да се добие посакуван резултат. Христијанството дошло кај словените во облик кој во својот карактер се разликувал сосема малку од нивната постојна религија. Најчесто тоа било презентирано како супериорна магија, со која потребите на нејзините приврзаници можат да се задоволат поефикасно одошто со паганизмот. По такви околности, покрстувањето на словените било често карактеризирано со целосна површност. Верувајќи во магичната ефективност на крштевката, христијанските мисионери често се задоволувале само со изведување на овој ритуал, а потоа инсистирајќи само на горе-долу редовно честување на другите светости. Народот ја прифаќал новата вера, притоа истовремено задржувајќи си ги своите древни убедувања. Оваа двојна вера траела многу векови, впрочем, трае и до ден денес. Бугарскиот калуѓер Спиридон, пишувајќи во 18 век, се жалел дека многумина негови сонародници се уште го обожуваат Перун. Покајаничките книги од 15 век ги забрануваат обожувањето на сонцето и месечината. Паралелно со ова отворено придржување до боговите на древните словени, нивното обожување останало во живот под плаштот на честување на христијанските светци. Перун станал Свети Илија и продолжил да ракува со грамотевиците на небото. Волос бил конвертиран во Свети Василий. Божицата која ја одредувала судбината на секое новороденче, рожаница, може да се види во обожувањето на незиниот култ, идентификувајќи ја незината слава со празникот на Дева Марија. Обожувањето на преците преживеало во обликот на задушница и слава. На овие денови, луѓето се уште носат храна и пијалоци на гробовите на нивните починати роднини, што е очигледен опстанок на ритуалите кои били изведувани во древните времиња поврзани со обожувањето на домашниот дед. Веројатно, несвесен опстанок на обожувањето на идоли може да се види во многу божични обреди, како што е фрлањето на клада, која се вика бадњак. На српско-хрватски Божич се уште се вика бадњи дан. Влијанието на волшебниците, бајачи, опстанало долго време со обичниот народ кој посветено верувал во моќта на нивните чарови и магии. Ваквиот однос кон христијанството во Македонија се уште обстојува, сметам како производ на две влијанија. Од една страна, ние христијанството сме го примиле од Византија, каде што црквата и државата биле интегрирани, а на власта и одговорал ваквиот површен пристап кон Евангелието. А од друга страна, македонските словени до денешен ден демонстрираат тврдоглавост, нељубопитност за непознатото и хубрис дека знаат се. На тој начин тие им дозволуваат на марксистичките безбожници да ги злоупотребуваат и со милозвучни ветувања за високи плати со малку работа да продолжуваат да ги водат кон пеколот. Но Господ ни ја дал мудроста на целиот космос, кога од неговата љубов кон нас го жртвувал неговиот единороден син. А тука е она што ги буни марксистите, атеистите и паганите, кои го споделуваат детерминистичкиот поглед на животот, односно дека луѓето се марионети на владетелите и боговите. Тие велат, доколку навистина Господ го милува човекот, зошто тогаш има толку страдање на светот? Одговорот е прост. Човекот е надарен со разум, а обременет со одговорност. Ваквиот сооднос на работите произлегува во слободната волја на човекот и неговата слобода да избира по кој пат ќе оди, дали по патот на доброто или по патот на злото. Страдањата и трагедиите се интегрален дел од животот, затоа што преку нив Господ му дава прилика на човекот да си ја зацврстува верата и да си ја надоградува хуманоста. Начинот на кој се соочуваме со предизвиците и неправдите е она што одлучува каков ќе биде понатамошниот тек на нашите животи. Доколку од трагедиите излегуваме со поразителна перспектива, доколку со непријатните ситуации се справуваме ползувајќи се со лагата, невистината, нечестноста и разбојништвото, тогаш слабееме како личности и како народ и стануваме лесен плен за лукавиот. Но доколку од несреќата и неправдата излегуваме посилни, помудри и поодлучни да ги спречиме несреќните околности во иднината и поефективно да се бориме против неправдата, тогаш стануваме непробојни на искушенијата на ѓаволот. Токму затоа Исус се јавува во најтемното време од годината и се раѓа во неповолни услови. Неговото рождение е знак за надеж на сите нас, дека е најтемно
пред зората и дека најголемата неправда не е изговор да престанеме да живееме со Господ. Напротив, наша должност е постојано да ја бараме вистината, да ја осознаваме и да ја применуваме. Ова откровение им се расветлило на основоположниците на македонското ослободително движење благодарение на унијатските и протестантските мисионери кои делувале во Македонија во средината на 19 век, а кое продолжило да живее во духот на ВМРО и ВМРО Правда, а кое се синтетизирало во изреката да си помогнеме за да може Господ да ни помогне. Единствениот наш спас како луѓе и како народ е преку вистинско прифаќање на христијанската вера и строго придржување до неа, преку самопожртвуваноста и посветеноста кон вистината и преку грижењето за нашите роднини и сонародници. Христијанството не е опиумот на масите, туку синџирот со кој народот ја зауздува власта. Председателот Иванов во неговото годишно обраќање до собранието рече дека само генерација родена во слободата може да изгради слободно општество. Логички, тоа значи дека слободата е невозможна за оние кои се родени во робство, што ја прави изјавата на председателот невистината. Напротив, вистината е дека само луѓе кои ја разбрале и прифатиле поуката на христијанството можат да градат слободни општества. Затоа, треба првин да почнеме со отфрлање на лагата и паганството и да почнеме со искрено барање на вистинската реч на Господа. Христос се роди, на вистина се роди.